Да, веќе многу пати од утро споменавме која ќе биде нашата утринска тема. На која возраст е пожелно да се пуштат децата за прв пат сами на одмор? Веќе сме нели војкот на летната сезона и изминативе години некако се поголем број на родители се охрабруваат своите дечиња да ги пратат на летни кампови, кои што се уште нели се организираат, бидејќи навистина бенефитите се огромни. Сега, има милиарда ситуации кои што можат да се случат или да настанат кога станува збор за летните кампови, за однесувањето на децата, за психолошкиот момент низ кој што тие поминуваат и така натаму. Па од таа причина денеска со Радмила Живановиќ ќе зборуваме за тоа што се им се случува во главите на децата, но од друга страна пак колку е и тоа можеби захтевен проблем за оние кои што ги чуваат дечињата, тоа се нели воспитувачите, наставниците и оние кои што ги организираат тие кампови. Радмила, прво добро утро. Добро утро, Цеце. И ти благодарам што ја прифати поканата да ни дојдеш и да зборуваме малку за оваа тема, да ги советуваме нашите граѓани. Прво да прашам со оглед на тоа што Кате спомена на 5 години била, ја малку ме задоцниле. Кога ти за прв пат замина на летен одмор без мама и тато? Јас се сеќавам дека на времето организираат Цеце многу почесто нели летни одмори заедно уште во градинка. Уште во градинка, нели на времето постоја многу одмаралишта во Македонија кои што за жал сега веќе се замрени, нефункционални и ние сите одевме во тие одмаралишта, не моравме да одиме во Грција, нели затоа што и беа доста достапни. За многу од децата беа достапни. Сега овој пат камповите се привилегија само за некои од семејствата. Не можат сите да си ги приуштат. Нели, и во таа смисла бевме стимулирани и родителите како дел од таа наставна програма, едукативна програма, да многу порано отидеме да се издвоиме од нив, ајде да кажам на тој начин. Јас уште се сеќавам на Плачковица, Самати, тие одмаралишта во кои што одевме групно, немаше 3-4 дечиња ќе одат, некој нема да оди, сите ќе одевме заедно. Така да сакаш да кажеш, не е веројатно од градинка да те пуштиле или? Па да, тука некаде, многу рано. Значи ти ја водиш и Кате. Да, не, јас сум со Кате, можеби тука некаде. Да, ма генерално мислам дека кога има добра поставеност и поддршка во рамки на програмата со луѓе кои што веќе ги познаваш и знаеш, со група која што веќе долго време ја познаваш и знаеш, зошто да не? Мислам, тоа е само ќе се преместиш во некаков друг контекст. Само сироти воспитувачки се многу поодговорни заради тоа што нели ти ги чуваат децата на тоа рана возраст и мора да ги анимираат, да смислуваат игри и така. Да, и одговорноста е многу поголема во нели сосема друг дел кога е надворешен простор, каде што има многу поголем број на опасности, претпоставувам и така натаму. Али мора да ти признаам дека моите родители не одеа по мене и не се сместуваа во околните места за да наблюдуваат како јас престојувам во кампот и не дај Боже да не ми треба нешто. Тоа е пракса на денешниви родители? Па слушам дека најчесто родителите, не знам дали од страф или од недоверба, често пати се нели сместуваат во околните места или пак некојаш не мора да е тоа, продолжуваат со одморот, но да бидат блиску до своето дете. Ние како родители многу потешко веќе ги пуштаме децата отколку што нашите родители не пуштале нас. На што сметаш дека се должи тоа? Сега и времињата се различни, претпоставувам и безбедноста можеби порано било побезгрижно, сега многу по други работи ги оптеретуваат родителите. Па мислам дека е тоа малку поголемата комплексност на реалноста, стравовите кои што не секогаш се реални, но многу пати се присутни на било кој начин, нели со социјалните мрежи, медиуми, тие сите информации кои што нели се катастрофични, ние сите коментираме на социјалните медиуми, едно дете да не добие леп како што треба, веднаш знае затоа што детето го информирало родителот и родителот ја информирала целата Facebook заедница и потоа сите коментираме. Па дури ако има и слика и тоа се ќе се сподели. Значи, безгранично некако проширување на дезинформации, информации кои што нели некогаш наместо да ни дадат повеќе поддршка и сигурност не прават многу несигурни. Радмила, кога е вистинско време или можеби најпожелна возраст за децата да го направат тој прв чекор и родителите, меѓу другото, да се одвојат едни од други и да се пуштат децата на вакви летни кампови. Затоа што верувам дека низ годините работа сте сведоки на ситуации во кои што детето ќе замине, па оттаму со
плачење се јавуваат кон родителите постојано? Што се случува, што се поминува Кога тоа се случува, значи детето многу порано одвоено, без да осети некаква сигурност и без да знае кај се наоѓа. Најдобро е во основно, кога веќе се поврзани со наставничката и со класот, некако да продолжат во таа насока. Кога се пушта дете порано, нели? Пак ќе кажам, не можеш детето само да го пуштиш. Пак имаш доверба во некаква структура на поддршка во тој момент. Веруваш на луѓето кои што го чуваат твоето дете. И во таа насока може би родителот се чувствува послободен, но и детето некако понезависно и посамостојно. Не сите деца достигнуваат нели таа емоционална зрелост или потреба за осамостојување. А кога се случува таа? Па, мислам дека веќе првото одвојување е со основното, нели, кога влегуваат, првата можност за поинтензивна социјализација е кога тргнуваат во училиште. Додека се во градинка, сепак се многу згрижени, многу заштитени, иако и таму постои социјализација, посебно во последните години од нели тој воспитен процес, но генерално тие од прво до трето оделение тој период е супер, посебно ја би рекла, например, трето оделение некаде веќе може да се пуштат слободно и да имаат некаква несигурност, групата, наставничката, воспитувачката ќе може да ја санира таа несигурност. Само препорачувам родителите да не реагираат веднаш во некаква паничност, туку заедно тимски со воспитувачката, ако треба да нотираат, да разговараат и да најдат соодветен одговор за детето во таа ситуација. Бидејќи имаме многу поисплашени и поиспаничени родители, одошто некогаш има потреба. Децата често пати драматизираат, манипулираат, нели, пошто ги немаат условите што ги имаат дома и сега се им се менува и треба да се остане истраен тука во тој момент, ако не станува збор за некоја, нели, стварно голема работа, например, ако се случи некако булинг во рамки на тој престој, треба веднаш да се алармира, но се алармира воспитувачката, затоа што или тие што се грижат за детето. Не треба со детето директно да се разговараат тие работи, сем во функција на некаква поддршка. И да се охрабри детето да каже на воспитувачката, затоа што не е само тамо. Или да сподели со другарчињата, или да со кој да е таму повеќе поврзан. Веќе сме во ера во која што ви речиси скоро секој дете има мобилен телефон и нели родителите можат да го добијат на тој начин. Што сметаш ли дека е пожелно да комуницираат децата со родителите додека се на одмор? Дали тоа влијае позитивно или влијае негативно? Според мене нема потреба да комуницираат. Например, знам од искуство и многу мои пријатели, тие велат дека во некои кампови дури ги земаат мобилните телефони, комуницираат воспитувачите со информации, им ги враќаат. Зошто да носат мобилни телефони? Например, според мене, тоа треба да биде период во кој што они малку и ќе нема да прават ништо, ќе се досадуваат, па ќе посегнуваат по некои значени контакти и врски, ќе се организираат. Нели, во таа насока нема потреба да имаат мобилни телефони, затоа што имаат лице кое што е одговорно за нив и кое што доволно потрошило од своето време да искоординира различни активности. Го знаете, го праќате детето на програма која што е добро организирана, детето му се спие, останува, ама него многу му се спие, не јаде, ама он не јаде такви работи или она не јаде такви работи. И знаете, тоа ствара една конфузија кај тој што превземал одговорност да го чува вашето дете. Кога го давате детето на некој, треба да му верувате. И не треба да се правите поголем, нели, воспитувач од самиот воспитувач кој е таму. А ние често ги правиме тие грешки, нели? Леле, моево дете, од кај знаеме дали е моево дете? Да, ајде малку да влеземе во чивлите на воспитувачките, бидејќи или негователките кои што се, нели, дел од тие кампови, затоа што веројатно најтешката работа и одговорност најголема ја носат токму тие. Што нив им се случува низ целиот овој процес кога нели се со толку многу деца во сосема друга средина која што нели не е она во која што претходно функционирале, како тие каков психички или психолошки процес тие поминуваат? И што е најважно за нели да биде се успешно од двете страни? Многу е битна поддршката што они ја добиваат од родителите, колку јасно се разбираат со родителите
Исто така не сите воспитувачи, негователи кои што се присутни тамо, а наставници, или да често и наставниците ги носат децата, мислев, на кога велам воспитувачи, мислам на наставници. Тие не секој од нив на вистина сака да ја работи таа работа. Ме разбирате? Сега има тука малку на времето наставниците стварно повеќе посветуваа време на таа едукативна воспитна програма. Да, сега многу работи се сменети. Сега многу работи се сменети, многу повеќе искрено ви кажам, летувањата и зимувањата стана некој бизнис во училиштата. Така да јас оставам на родителите да му веруваат на наставникот веќе кога го одбрале и детето, нели, да верува на тој наставник. Не е поента сега да го бутнам детето, а да не се чувствува комотно со наставничката. Во секој случај имаат одговорна работа, 20 деца се под нив, во кои што можете да замислите, не се само тие од прво до трето се пак мирни, воспитани, послушни. Замислете тинеџери. Што значи тоа? Тоа значи многу голем труд, мака, енергија, додека ти ги кренеш тие тинеџери, ги активираш, ги тргнеш од мобилните телефони, нели им направиш забава, многу потешки се отколку овие помалите. Да. Предно која спомена досадата, досадата е продуктивна, така? Ако не, само се помалку имаме. Да, тоа сакав да кажам. Никако се помалку денешнава младина дозволува да се случи таков досаден момент, а всушност тоа може да биде најкреативниот момент, така? Да, и ние родителите малку кога ќе им каже некој дете досадно, ние веднаш сакаме да направиме нешто да биде за да ето сакав исто да го донесам тука. Многу е битно да има баланс помеѓу активностите кои што се структурирани, организирани, активностите кои што се неструктурирани, во кои што детето само го организира своето време, само ги организира своите контакти. Ние сме родители кои што често тежнеат кон тоа се да им организираат на децата и често пати, например, тоа време кое што не е организирано не плаши. Тоа е повеќе наша проекција отколку што децата не знам што ќе се случи во тоа неорганизирано време. Тие треба да имаат свое време во кое што ќе го структурираат времето на како што сакаат, треба да имаат продуктивно време. Тоа мислам повеќе одговорност, кон заедницата, нели, затоа што они се сите дел од некаква семејна заедница и цел ден да лежат на креветот, нели, не бива ни тоа на телефоните. Мора да имаат ограничено време на социјалните мрежи или што и да е, посебно во тој битен тинеџерски развој, затоа што веќе кога завршиле во тој развој, они се сами своји, нели, изградени личности кои што си го контролираат нивното време во зависност од тоа како ние сме им го регулирале тоа време и треба да имаат структурирано време, тоест да влезат во некакви активности и тие активности секогаш да бидат договорени со нив и одобрени од нив. Пошто ние не можеме ништо да им... На денешниве деца, ништо не можеме да ги продадеме. Значи, советот е до родителите е да ги оставиме децата по некој пат да се досадуваат? Затоа што ќе бидат многу покреативни, или? Или ако се досадуваат, треба да ги прашаме што сакаш ти да направиш сега во ова време. Што им треба некојаш и водство во таа досада. Не треба да им даваме одма решенија, него само да се обидеме малку таа фрустрација која што се јавува во тоа досадно време, да ја поддржиме некако. Нели? И да не се плашиме, да останеме во фрустрацијата во досадното време. Тоа е најбитно. Сега не мора да трае многу, ама да си ја дозволиме. Повеќе е насока, а ти што сакаш да правиш сега, што ти доаѓа, затоа што и децата тешко им е понекогаш да го изорганизираат сопственото време, посебно кога имаат толку многу структурирано време. Да. Ги споменавме, никако неизбежни се тие, нели, мобилни уреди, социјалните мрежи, еве сега кога веќе зборуваме за адолесцентите, иако имам чувство дека и се помлади, нели, деца за жал користат, наоѓаат начини како може да се користат социјални мрежи. Како да се избориме со тоа, Радмила, еве во овој летен период кога голем дел од децата, нели, всушност сите се на летен распуст, меѓутоа немаат, нели, други обврски што се вели и сите оние пропатни активности кои што претходно ги имале, можеби и тие не се случуваат во летниот период, така што времето за располагање за игра е големо, меѓутоа не треба да дозволиме да бидат многу поголем дел од денот по тие социјални мрежи и на електронски уреди. Јас мислам дека она што правиме ние како родители, како честа грешка,
е тоа што некако не разбираме, некако предпоставуваме, ги гледаме децата на повозрастни дека ќе разберат и дека сватат се и не предпоставуваме дека ние сме тие кои што треба да ги поставиме границите во некој договор кој што ќе го консолидираме со нив. Значи да го кажеме тоа некој летен договор. Или во кој што времето за користење на телефонот е поврзано со некоја општо корисна работа или некаков се извинувам придонес или во таа насока. Така да често пати ги пуштаме работите во лер. Дошло лето, нели? Да. И сега нема правила. Нема правила. Има правила, иако можеби тие правила да се малку пофлексибилни, нели да не бидеме толку строги. Но да, например, дадеме простор детето само да си почне одредена активност кога смета, но да ја заврши во даден период. Не сега, не веднаш, нели не ме разбирате? Да. Исто имат родителите многу проблеми или страф околу нели сега се на одмор, спијат до 10 саатот, 11 саатот, немаат никакви ограничувања, губат осет за времето, треба да се разговара со нив како да се го нарушува биоритамот на тој начин, така? Но тоа не е ни најстрашно нешто. Мислам, окей, цела година они трчаат во некој распоред и ритам. Потребно е да се опуштат малку. Значи треба да ја негуваме. Значи родителите да се опуштат? Родителите дефинитивно, посебно оние кои што не се повеќе дома, па мислат дека од надвор ќе контролираат многу работите, тоа е огромна фрустрација за сите. Значи мора да сватиме дека ако ни текнува и на нас, летно време опуштено, не е право забутай главата во лектирите или вежбај математика за да не случајно нели заборавиш нешто за следната година. Мора да им оставиме малку време да се опуштат. Океј да поспиваат до 10 саатот, реков, се додека они остануваат, нели, или прават некои работи кои што сме се договорили, или па препознаваме кај нив некои работи кои што навистина прават, бидејќи по дефолт сите. Знаете, муабетите сега за тинеџерите, имам и јас тинеџерка дома, имам и помало дете, муабетите се, они сега готово, распашана команда, ништо не прават, опуштени се скрос, ништо не можам да му кажам. Океј, во ред, летно време, ни пола лето помина, ми имаат право. Веќе уште пола лето ни останува, брзо ќе помине времето. Значи, колку помалце стискаме, ама даваме некакви граници, толку подобар и нашиот однос со нашето дете ќе биде. Нели, он нема да, и детето нема да катастрофизира, да се чувствува под притисок од они. Верувајте, во учебната година и како веќе се чувствуваат многу под притисок. Така е, да. И сосема за крај, Радмила, многумина од родителите кои што ќе си ги пуштат децата на одмор на вакви кампови како што зборуваме, велат добив ново дете кога ќе се врати од камп. Значи, бенефитите се огромни. Така е. Сосема за крај, да ги советуваме родителите и кои се главните бенефити по однос на децата, предпоставам социализацијата како главен момент, меѓутоа и процесот на осамостојувањето е многу важен. Водење на сопствени финансии, нели? Ние ги ограничуваме со финансиите, водење на сопствени финансии, во кои што они имаат право да ги користат тие финансии, не им контролираме тука, на работи кои што сметаат дека треба. Тоа многу кажува исто за тоа детето каков однос има према финансите, према парите. Контактот, значи не е само социализацијата како таква, туку и по интимните, по значајните контакти. Можностите за подршка еден на друг во рамки на тој камп, исто така почит на авторитет, кој што се уште има влијание врз нив, и вклучување во еден, ние можеме да видиме колку детето се вклучува во дадени активности, колку одбива да се вклучува во дадени активности и знаеме што тоа значи за нас како родители. Значи на што да обрнеме внимание, што е тоа битно кое што мораме малку да го поддржиме кај детето, да промени, никако не ако не се случи некое лошо искуство, секако никако не препорачувам јас да стопираат нешто, само ради некој, како да ги кажам, тие, како се викаат тие моменти кога ние, нели, малку повеќе измислуваме работи или хиперболизираме некои ствари, за да на некој начин да го добиеме вниманието од родителите. Има многу деца кои што навистина патат по љубов и внимание, заради тоа што, нели, одењето во кампови не е само самостојување, некогаш и да се растеретат родителите од присуството на децата, затоа што е супер организирано време. И во таа насока можеме да видиме различни типови на деца, нели, кои што различно се однесуваат во дадена неструктурирана средина. Да.
Радмила, толку ни е времето. Фала ти, Цеце. Мислам дека супер совети дадовме за родителите, за сите граѓани, меѓутоа особено за родителите кои што не гледаат, да ги охрабриме да си ги пуштат децата, само се разбира на оние на кои што им веруваат или со оние на кои што им веруваат, за и едната и другата страна да бидат задоволни. Фала, Цеце, на поканата, се гледаме Убав одмор и убаво лето. Исто и на тебе, посакувам. Се гледаме и во новата сезона.